Почитуван подпредседател, почитуван господин Бесими, министер во владата на Република Македонија, колешки колеги пратеници. Веќе трета ден на пленарна седница пред нас е предлог за изменување и дополнување на буџетот на Република Македонија за 2021. Ребаланс на буџетот. Се изведуваат повеќе измени. Вкупните приходи од 212 милиарди и 630 милиони денари со ребалансот стануваат 222 милиарди и 607 милиони денари. Вкупните расходи, тоест одливи од 247 милиарди и 567 милиони денари, со ребалансот прераснуваат во 268 милиарди 837 милиони денари, што значи дека дефицитот од 34 милиарди и 930 милиони денари со ребалансот преминува во 46 милиарди и 230 милиони денари. Секогаш се поставува прашање колку се успешни политиките на владата и јас поставувам овде уште на самиот старт едно прашање и очекувам доколку може министерот почитуваниот да ми одговори. Како е можно во услови на еден перманентен пиар 24/7 за тоа како одлично се полни буџетската каса, само Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството да должи многу милиони евра кон земјоделците, и јас би сакал тој податок лично да го слушнам од почитуваниот министер. Законскиот рок за исплата на субвенциите беше 30 јуни. А сега најпопуларна тема кај земјоделците и останатите категории на наши сограѓани е ребалансот на буџетот, ве молам. Најпопуларна тема. Појдовна основна точка е падот на бруто домашниот производ од 4,5 на реална основа во минатата година. За жал, неповолните движења продолжија и во првиот квартал, каде што имаме негативна стапка на раст од минус 1,9. Во оправдањето што е доставено во ребаланс на буџетот, најмногу внимание се посветува на вториот квартал минатата година, каде што падот изнесуваше 14,9% бруто домашниот производ. 2. Не помалку важно, падот на бруто инвестициите во првиот квартал 16,6, иако сите ние знаеме дека без инвестиции нема позитивни стапки на економски раст. 3. Финансирањето ќе биде со надворешно задолжување. Има ли крај на задолжувањето е клучното прашање. Екстремно високо ниво на јавен долг во овој момент, што значи дека зголемувањето на јавниот долг 2,4 милиарди евра за 3 години и 9 месеци беше правдано поради здравствената, односно економската криза. А сите знаеме дека во сите податоци од Министерството за финансии стои дека сите пакети економски мерки се движат некаде вкупно од 1,1 милиарда евра. Што се случува со остатокот до 2,4 милиарди евра? 4. Инфлацијата сега во овој момент гравитира околу 3%. Се поставува прашање, се отвори ли инфлаторната спирала? Овде од почитуваната колешка Дафина и од Пренџов беа дадени многу примери, пред се во делот на она што значи животни намирници, брашно, леп, зејтин, каде што мораме да забележиме дека има зголемување на нивните цени. 5. Пазарот на трудот. Евиденцијата на невработените лица покажува зголемување на бројот на невработените лица за фрапантна бројка. Овде во рака имам извештај еден од Светска банка во кој што Македонија е во нешто рекордер. И сега секој од нас се прашува во што е тоа. Во падот на вработеноста во приватниот сектор. Што значи тоа? Дека ние имаме, ако за Балканот е 6%,
пад на вработеноста во приватниот сектор, кај нас е 12%. Ја поставувам прашање. Сите политики до сега што беа спроведени, нели требаше да ги зачуваат работните места, почитувани колешки и колеги пратеници? Бројот на работниците во индустријата е намален за 3,1 во периодот јануари-април во однос на минатата година. Нели требаше овие политики да го сопрат падот на паѓањето на бруто домашниот производ, меѓутоа и да можеме што полесно да излеземе и да стартуваме, да имаме што подобар старт. 6. Странски директни инвестиции. Тоа е најслабата карика во овој момент. Странските директни инвестиции се на најниско ниво. Значи, фактички не постојат адекватни политики со кои што ние, за разлика од соседните земји, можеме да привлечеме било каква инвестиција. Убави примери даде колегата Пренчов со Косово, Србија, Црна Гора. Сите имаат многу поголемо ниво на странски директни инвестиции. 7. Даночна политика. Неизвестна даночна политика е несомнено врзана со претходната точка, а тоа е странските директни инвестиции. Зошто го зборам ова? Па кој странец ќе дојде да инвестира кога перманентно и постојано се менува даночниот систем и имаме зголемување на даноците? Има ли таков? Примерот со сето ова низ бројки и факти беше премногу добро елаборирано од почитуваните колешки и колеги. Ја би сакал сега да се осврам на она што значи живот. Секако и колегата Петрушевски имаше одлично излагање. Што значи тоа во реалниот живот? За земјоделците огромни суми на пари се уште не исплатени. Ние овде, за жал не се тука колегите, имавме ветување дека на 15 март ќе бидат исплатени дополнителните мерки. Се уште 3 месеци после тоа не се исплатени. Што правиме со работниците во текстилната индустрија кои што чекаа помош од државата? Сега најновиот тренд е се испуштаат тие вработени лица. Се испуштаат вработените во текстилната индустрија кои што имаат најниски примања во државата. За тоа ли се потроши 1 милиарда евра да не можеме ниту работниците да ги заштитиме, ниту екзистенцијата нивна? Исте случајот со угостителството, туризмот. За пензионерите треба ли да збориме со најновото покачување, ви се молам? 125 денари. Освен пиарот, кој што 24/7 работи и функционира, ништо друго не може да се види. Овде се спомнува предстојниот подкуп, нема ништо ново во тоа, почитувани мои. Сето е веќе видено и на таков начин функционира власта. За жал, сиромаштијата е единственото нешто кое што стана заштитен знак на работењето на оваа влада. За жал, тоа е вистината. А сето друго е резултат на огромниот пиар. Ви благодарам.